Денес младите знаат што сакаат, но постарите знаат што вистински им е потребно. Пекарата Штипски сокак со златни раце ги храни сите и буквално и метафорички. Се присутниот мирис на свежо испечен леп асоцира на детство и ги носи сите секојдневно на вратата на најдобрата штипска пекара за многумина, а милионите парчиња леп продадени се само мал индикатор на љубов и златните раце кои ги поседува Николче Миланов. Како започна приказната на Штипски сокак? Јас како од мал имав желба да работам со тесто. Уште како дете се сеќавам од мои 4-5 години, мајка ми дома кога ќе земеше да сука баница и јас си помагав. Па некогаш знаев и сам да осукам и комшиите се воодушевуваа како е толку вкусно, едно мало дете како може да направи толку вкусна баница. Кога завршив средно училиште, почнав да се интересирам и за пекарството, односно за поголема палета на производи од пекарството. Отидов во Германија, таму изучував 4 години го изучив пекарскиот занае, 12 години вкупно работев како пекар. Меѓутоа се со цел и желба да се вратам во мојата родна Македонија. Тоа ми се оствари 2002 година. Така да од 2002 година постои пекарата Штипски сокак во Штип. Што за вас представува лебот како производ или креација? Знаеме дека ние балканците, односно и македонците, го конзумираме најмногу и мене ме воодушевува и ми прави чест да го произведувам, да го правам и секогаш да изнајдувам некои нови начини да бидам подобар и најдобар. Која е тајната на најдобриот леп? Тајната на најдобриот леп е да се прави со љубов, да имаш стандардна и добра процедура за правење на лебот и секако рецептура. Да се држите до рецептурата. Колку е тешка пекарската работа? Па пекарската работа сама по себе е тешка, бидејќи се работи ноќе. Меѓутоа во денешни услови ние имаме машини, се усовршуваме, така да мене лично не ми представува проблем, не е тешко ако се сака. Што е она што ве мотивира да сте будни и работите додека сите мирно спијат? Па секогаш имаме цел, имаме производна програма која треба да ја произведеме, така да наутро мора се да биде готово за да можат муштериите да почнат да доаѓаат и да го купуваат нашиот производ. Дали имате некој момент од 30 годишната кариера кој ќе го паметите за секогаш? Во почетоците кога ја отворив пекарата, набавив машини, по некоја случајно ми се деси дефект. Ноќеска во 12 часот јас почнав да, бидејќи сум по професија и машински бравар, и машински техничар, и добро владеам со сите проблеми што може да се случат во една пекара, со сите машини, дефеци, така да јас во 12 часот почнав да поправам и нормално да сечам со брусалица, да заварувам со швајц апарат и комшиите почнаа да доаѓаат да ми чукаат на врата и да ми викаат: "Абе, ние спиеме." Па да, вие спиете, меѓутоа ја морам са вајле да направам леп и ми треба едно пола час додека ја направам машината, потоа се ќе биде во ред. Тие беа малку скептични, меѓутоа се си беше во ред. Производството на еден од најстарите производи во човештвото е наука и никако трговија. Што значи лебот во вашиот живот? За мене е лебот се. Секако не е само лебот во мојата палета на производи кои ги правам, меѓутоа лебот како основен производ за исхрана на човештвото ми значи многу и тоа ме фасцинира и затоа сум го одбрал овој занеат да го работам и така и ќе остане. Дали и што освен леп продавате? Ние произведуваме освен леп, односно повеќе видови на леп, како бел, така и црн леп, односно ние сме препознатливи по ржаниот германски киснат леп, кој веќе добро се троши во Штип и во Кочани. Произведуваме и пецива, како мали пици, мали пастрамајли, банички, бурек, гевреци со буковец, лепчиња како што може да гледате овде за доручек, така да имаме поголема палета на производи. За вас лебот е пасија и гордост, а за луѓето секојдневна потреба. Како успевате скоро 30 години да сте најдобри? Па желбата за работа, вредноста и целта во животот. Тоа ме прави да сум најдобар, да имам желба за уште многу години да работам. Мислам дека ќе работам и после пензија, се додека можам. Така да мојата
обсесија е само работа. Ако не можеш нешто да створиш со малку работа, можеш да створиш со повеќе работа. Што би им кажале на младите кои имаат интерес во оваа професија и што е најважно да знаат? Јас, бидејќи учев, еден дел од мојот занет го учев во Германија, таму, за да бидеш успешен и добар пекар, е најважно да си точен, прецизен и да имаш желба. Сето друго доаѓа со текот на времето. Од 1 часот на полноќ до раните утрински часови, пекарата Штипски сокак секојдневно ги буди граѓаните на Штип со поем мирис за кој некој е потсетник и асоциација на детство, а за други аларм за доручек. А за Николче Милонов е пасија која низ неговите златни раце готви повеќе од оно што можат зборовите да го опишат. Топли, меки, сочни, вкусни и традиционални. Производите на пекарата Штипски сокак секогаш завршуваат во домовите, но вкусот и мирисот за многумина е вистинскиот дом.